Вчера имате средба во Охрид. Може ли накратко само за средбата најпрво? Yeah, we have since 6 years an excellent collaboration. Дека 6 години имаме одлична соработка со Македонија. Охрид е одлична туристичка дестинација. Насочивме големи маркетиншки напори кон туризмот во Македонија, кој што е Охрид е средиште на туризмот во Европа. Сакаме да ги насочиме туристите кон ова дестинација. 60 топ студенти имаме од Холандија кои што ќе бидат амбасадори. Ова е одличен концепт заедно со Македонија и туи го изведовме ова. Би сакал да објаснам што видов тука, каква дестинација е Македонија, каква туристичка дестинација. Македонија е многу успешно е започна туристичката сезона. Холанѓаните ни доаѓаат во Македонија. За жал имавме многу мала стагнација во овој период поради бегалската криза. За среќа и тоа веќе се реши. Каков е маркетингот во Холандија за Македонија? Значи во моментов како се представува Македонија како многу сигурна и многу стабилна земја која што навистина има што да понуди за холандските туристи? It's a difficult situation. Ова е тешка ситуација за цела Европа, не само за Македонија. Видовме дека многу клиенти не резервира одмор за летото, значи се уште имаме многу дополнителни закажувања за одмори. Во Холандија треба да им покажеме дека се уште може да се доаѓа тука на одмори, дека Македонија е добра туристичка дестинација и понатаму останува таква, дека тука е безбедно, дека луѓето се пријателски настроени и да ги поттикнеме да посетат ова туристичка дестинација. За следната година планираме маркетиншки кампањи за клиентите. 20.000 клиенти треба да дојдат годинава и да се изведе нешто одлично со Македонија за оваа дестинација. Ова е одлична алтернатива за другите туристички дестинации во Европа. Ви благодарам многу. Да. Продолжуваме со директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Го споменавме и ви господинот го спомена сајмот во Утрехт, нели во Холандија, еден од најголемите во овој регион. Така. Ќе се представиме ли таму? Да, и следната година ќе бидеме присутни на сајмот во Утрехт. Она што го дискутиравме вчера на работната средба е дека на ова манифестација следната година ќе се представиме во поинакво светло, односно малку ќе ја збогатиме нашата понуда и ќе направиме едно поинакво представување заедно со препораките од нашиот партнер во Холандија, туи и секако и останатите, но со оглед на тоа што овој е сајм кој што е наменет директно за потрошувачите и на некој начин можеме да влијаеме на букинзите како агенција за промоција, ќе направиме се што е во наша моќ да присутните може да вкусат не само работи кои што се видливи со гол око, туку и дел од македонската кујна и македонските вина. Така, пред малку на пресконференцијата господинот Жак Кринен, кој што е одговорен за тоа и за Македонија, спомена дека Македонија е многу атрактивна како дестинација за холандските туристи. Единствена мана која што ние најде, можам да кажам, тоа е дека немаме за семејните холанѓани доволно што да им понудиме. Нели иста категорија на туристи не доаѓаат. Верувам дека и тука ќе направиме нешто за да ги привлечеме и овие туристи. Да, меѓу другото тој спомена дека имаме голем развој на малите сместувачки капацитети. Секако дека тоа се должи на нашите напори да овозможиме и поволни средства за малите стопанственици да се вклучат активно на полето на туризам и да збогатат туристичката понуда. Секако дека овој пат ќе направиме и мала кампања, да речам, да направиме малку поголемо збогатување на овој сегмент, затоа што навистина на Охрид му се потребни овие работи. Она што ни беше посочено е дека треба да поработиме на велосипедските патеки во Охрид и на фамилиарната понуда.